Светски истражувања покажуваат дека секој човек во просек дневно поминува од 4 до 5 часа пред компјутер или на мобилен телефон. Во Македонија повеќе од 80% од луѓето се информираат од интернет, а таму постојат од 150 до 200 домашни дигитални медиуми. За да го привлечат вашето внимание и да бидат повлијателни, постојат медиуми кои пласираат вести кои не се водат по етичкиот кодекс. Јас имам интересни вести за вас. Машот село во Србија почина вчера. Еј, ми ја караш публиката, пласирајќи им сензационалистички негативни вести кои што не се вредни за објавување. Се разведува најпопуларната двојка која што воопшто не ја познавате. Слушнете ме сите, сонцето може да предизвика рак. Славијата предизвикува рак. Терористи доаѓаат во нашата држава. Метеор се приближува кон земјата, ќе не убие сите. Истражувањата покажуваат дека да се биде популарен на пазарот, но во исто време и професионален, кај нас е многу тешко. Советот за етика во медиумите спроведе истражување, чии резултати покажуваат дека корупцијата во онлайн медиумите најчесто се препишува на нискиот економски стандард и борбата за опстанок на медиумите. Во услови на сиромаштија, медиумот е принуден да преживува и, следствено, поподложен на корупција. Онлайн медиумите често се соочуваат и се под притисок на тоа да создаваат содржини кои што ќе привлечат поголема, поширока публика и поради тоа се многу често подложни на тоа да прават вести, полуинформации, полулажни полувестините кои што се на граница на кликбейт новинарство. Зошто е тоа така? Затоа што пазарот е така поставен во Македонија што квалитетот е помалку мерлив и помалку значаен станува за маркетинг агенциите, за дури и за компаниите кои што ги даваат рекламите, одошто она што се вели клик на вест и колку луѓе ќе го видат одредениот производ кој што сакаат да го пласираат. Од СЕМ ги посочуваат политичките партии како една од главните причини за корупција во онлайн медиумите. Имаме сведоштва како никнуваат портали на некои 3 месеци, 2 месеци пред избори особено, и тие портали се без импресум, не знаеме кои стои зад нив, кои се тие групации, центри на моќ, на бизнес интерес кои што ги формираат, и тие имаат еднаков пристап до овие пари како што имаат и онлайн професионални редакции. Затоа што сакам да се направи таа дистинкција кога зборуваме за интернет. Просторот најчесто има една стигма дека се работи за непрофесионализам. Значи сега тука сите онлайн портали се во еден кош и тука нема никакви стандарди. Не е така, ние особено и кај нас имаме цели онлайн редакции кои што почитуваат стандарди, кои што работат по сите членови од кодексот на новинари. Оваа групација на вакви портали кои што се формираат, земаат пари, извршуваат валка на работа, тераат кампања пред избори, потоа си гасат, значи ги снемува, за до следната кампања и до следните избори повторно да се појават. Значи овој простор е навистина страшен, и тука треба да има сериозен мониторинг. Како тој мониторинг ќе се одвива, тоа е тема која што мораме да ја отвориме. ДКСК е носител на стратегијата за спречување корупција и судирот на интереси, но велат по сите анализи и консултации, јасно е дека се користат недокажаностите во законите. Не е јасна разликата помеѓу интернет порталите и онлайн медиумите. А во изборниот законник, кога се прибираат апликации за финансирање на политичкото рекламирање за време на избори, е наведено во загради дека може да аплицират интернет портали да се пријавуваат, а од анализата направена од Советот за етика на медиумите произлезе дека онлайн медиумите не се должни да ја докажат сопственоста, што по мене е голем апсурд, значи да се трошат финансиски средства на нешто што не можеш да го следиш и да го провериш како се потрошени и доделени тие средства. Во Законот за медиумите, Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Изборниот законник, одредбите не се јасни во однос на надзорот, бидејќи како единствен орган е предвидена агенцијата да врши надзор над работата на медиумите, но не и на онлайн медиумите. Кога се има предвид дека освен радиодифузерите, печатените медиуми, интернет порталите, ги има и многу онлайн медиуми, а во моментот и повеќе од сите други медиуми, тогаш проблемот е голем, бидејќи не е регулирано кој треба да врши надзор. А дупката во правилата отвора простор за креативност. Креативноста во се може да биде неограничена, особено во нештото кое што е незаконски или недозволено.
Меѓутоа, она што треба да се прави, и од комуниколошки аспект особено, е да се промовира тоа што е правилно, тоа што е добро, тоа што е развено. Во случајот мора да се помага многу онлайн новинарството. Тука не говорам само финансиски, пред се зборувам организацијски, пред се зборувам со стандарди и така натаму, заради тоа што секој медиум, независно дали е традиционален или пак не, има своја онлайн верзија. Добар дел од онлайн медиумите делумно се финансираат од реклами од приватни компании. Блискоста со бизнис секторот кој директно се рекламира во медиумите и воедно зависноста од маркетинг агенциите се можност за постоење на корупција. Како обстануваат професионалните онлайн медиуми на пазарот? Многу тешко, затоа што секој месец е борба. Имате медиуми во кои што нема импресуми, не се знае кој стои позади нив. И сега вие со тие медиуми треба да се тркате и да го зимате колачот од маркетингот на компаниите кои што се одлучуваат да се рекламираат, а нивниот број е многу мал. И ние за еден мал колач има една огромна конкуренција и тоа на едномесечно ниво е една тешка борба. Доколку се случи, не дај Боже да се остане без тој приход, тоа значи дека имаме две опции. Или да го затвориме медиумот и втора опција е да пишуваме и да работиме од љубов. Во Македонија постои регистар на професионални онлайн медиуми, креиран со цел да се поттикне процесот на професионализација на работењето на онлайн медиумите, а со тоа и да се придонесе кон подобрување на нивниот кредибилитет, како и препознавање на оние медиуми кои ги почитуваат стандардите, наспроти неетичните кои го нарушуваат угледот на професионалните онлайн медиуми. Проблемот се уште постои, но нема друг начин освен сериозно да работиме на кампања која што ќе не научи сите, а најмногу оние кои што ги пласираат производите и парите во медиумите, на кој начин тоа треба да го прават, односно таму каде што можат да го поддржат професионалното новинарство. Борбата е тешка сега, но од септември ќе биде вистински предизвик да се остане на пазарот, ако се земе предвид најавата за продлабочување на економската криза. Советот за етика во медиумите продолжува во напорите за подобрување на етичката рамка во делот на борбата против корупцијата.